Се будам во земјата на хунзите. Слики, форми и бои за кои сум мислела дека може да бидат плод само на уметничка имагинација. Состојба на духот која отпосле ја дефинирав како церебрална екстаза. Уникатноста на таа емоција на ова место може да биде доблест само на оние што ја спознале длабоко македонската димензија во себе, па имаат личен критериум за убавина, генерацијски пренесуван, ако си пород Македон. Тогаш што е вонвременска македонска убавина. Земјата на хунзите, последната хималајска оаза која не им дозволува на колосите да се допрат, всушност е последната точка на исток по стариот пат на свилата, крајната источна граница на древното Македонско царство или крајот на светот, онаков каков што го разбирал Александар. Овие луѓе велат дека се негови потомци. Познато е дека Александар, низ своите освојувања, на сите стратешки места оставал 4 војници, командант и благајник, задолжително македонци. По стратешко место од ова, здравје. Хунзите до неодамна верувале во своите антички богови. Исламот го прифатиле само пред 50 на години. Следбеници се на Ага Кан, најлибералната струја во муслиманскиот свет, карактеристична пред се поеднаквоста на мажот и жената. 95% од хунзите се писмени. Повеќето од нив зборуваат англиски, во обкружување на народи со огромен процент на неписменост. Заради тоа и заради некои други нешта кои може да бидат резултат само на некаква длабока генетска порака, хунзите не само што не се племе, како што обично ги нарекуваат, туку се релативно модерна цивилизација во дефинитивно заостанат регион. Во некои написи од 40-тите, хунзите се спомнуваат како долговечни луѓе кои никогаш не се разболуваат. Тие својата виталност ја должат на фактот што научиле да живеат со природата и да се вклопат во неа. Сами во својот микрокосмос, во симбиоза со Хималаите. Од отварањето на Каракорум Роуд тие се отворени и за светот. Долината на хунзите станува место на можности. Атракција за освојувачите на врвови или последна станица кон Тибет. Новиот свет полека, но сигурно навлегува во земјата на хунзите или во последното изгубено царство на Хималаите. Еден човек во земјата на хунзите ми кажа реченица што ме наежи. Замислија, рече, големината на Александар, што му успева да не поврзе и после 23 века овде на крајот на светот. Ви станува јасно дека вистината никогаш не може да се изгуби низ маглите на историјата. Доволна е само иницијација и еден цел процес несопирливо започнува. Се она што 23 века било длабоко замрзнато во ледениот брег на колективната македонска меморија, излегува како сознание, како доживеана визија или како свест за себе. Процесот што започна, некои го нарекоа македонизам. Тој кај хунзите никогаш не престанал.
Прошетката низ Каремабад, или Балтит, како што се викаше до неодамна главниот град на хунзите, наликува на прошетка по мијачките места, или можеби на калдрмите низ Крушево, или Вевчани. Дуќанчиња исти како во Охридската чаршија. Вес идентичен на овој имам купено на пазарот во Струга. Веројатно сите овие препознатливи асоциации ме прават да се чувствувам како дома. Ова е тврдината Балтит, некогаш тврдина за кралевите на хунзите, денес музеј. Културолошко-антрополошките анализи на овие градби ќе оставам да ги направат архитектите, затоа колку битието на еден народ се рефлектира во архитектурата. Мене оваа градба ми личи на македонски манастир. Го пропатувавме Пакистан од крајниот југ до крајниот север, навистина не видовме слична архитектура. Првата комуникација со нашите далечни роднини звучеше вака. Italian. No, Macedonian. Macedonian. Yes. You know where is We are Macedonia? the same. Yes. We are very same. Relatives. So she looks like many women here. Yes. Roots. It's unique. It's very unique. How do you say arms? This shaka. Yeah. One thing I have personally learned, because I'm working here for one of the ancient monument and cultural I'm deeply involved in cultural activities of this region. So this is a natural thing. Whenever we meet a Macedonian person, today's scenario, an inner good feeling coming out, and unique, you feel happiness. So that sounds. There are indeed deep connection with the Macedonians. Our genes tells us your relatives are here around. So this is one thing, and then the people of Hunza are very proud to say that their descendant were the Macedonians, and this I have remembered from our old eldest people. They often tell the stories to their younger children that you are the descendants of the Alexander the Great Macedonia. So that has been inherited in the hearts of the people. So, one thing I want to say hello to the people of the Macedonians, our ancient root, and please, I want to convey our warm feeling to the people of Macedonians, and this message of my heartfelt warm feelings take into the Macedonia and may kindly be aired and to reach to each and every person of the Macedonians. Well, actually, although historically the people of Hunza received a lot of inputs from different cultures, from different people, yes. but at the same time, we believe that, still we have been able to maintain our own unique identity. We have a lot of pride in this, our language, Brushaski, Yes. and therefore we would go miles and miles to Yes. preserve and maintain our historic heritage. Yes. Македонскиот лингвист доктор Илија Чашуле, професор на Универзитетот Меквари во Сиднеј, после 12 годишни научни истражувања и престој кај хунзите, има цврсти докази за тесна врска помеѓу бурушаскиот и старомакедонскиот, тоест бригискиот. Некои бригиски зборови се и до ден денес зачуваат